Само уште еднаш, на почетокот на оваа изјава, сакам да потсетам дека без регулација на медиумите и професионални стандарди во медиумскиот простор не може да има фер и демократски избори. Без прочистен избирачки список не може да има регуларни избори во Република Македонија. Сите политички субјекти, заедно на лидерските средби, но и гласајќи го изборниот законник заедно во парламентот, избраа независна државна изборна комисија. Државната изборна комисија е таа која што е должна и под кривична одговорност го потпишува избирачкиот список. При тоа, гласајќи го законот на 10 декември, законодавецот предвидел 85 дена за прочистување на избирачкиот список. Од денеска до 5 март, до кога треба да се прочисти избирачкиот список и да се даде најавен увид, останува точно 45 дена. Председателот на Државната изборна комисија, потенцирам, таа е таа независна институција која што е единствено надлежна кога може да потврди кога може да се прочисти избирачкиот список за да се оди на регуларни избори. Тој истиот председател изјави дека се пробиени роковите за навремено и веродостојно прочистување на избирачкиот список. Ова патологија што ја наметнува Груевски, поддржан од Али Ахмети, представува насилие врз независната државна изборна комисија. Органите и телата на Социјалдемократскиот сојуз и на Здружената опозиција наредните денови ќе ги донесат своите одлуки и за учеството во владата и за сите наши следни чекори. Но едно знам, после тоа што вчера што се случи, слободно можам да испратам апел, да поттикнам, да апелирам целиот демократски свет, сите демократски сили во Република Македонија, малку е Здружената опозиција. Ги поттикнувам сите политички партии со сите етнички предзнаци во своето постоење. Ги повикувам сите интелектуалци, новинари, сите борци за слобода и демократија на заедничко здружување во една заедничка платформа за спас на Македонија. Македонија мора да ја врати слободата и демократијата.